Јас паѓам поколението кој поголемиот, повеќе од половина од работниот стаж сум го поминал во тој, како што го викаме, стариот систем. И годините, почетокот на 90-тите години и 92-та, што се поврзува со заокружувањето на процесот на создавање на независна држава во Македонија, меѓу кои спаѓат, меѓу не само символично, кој суштинско и монетарното осамостојување, што во случајот имаме и со воведување на домашна валута, денарот. Па ако се вратам назад, што во тоа време сме очекувале, а и еве јас сум меѓу живиот и оно што доживев и 30 години да поминат и во новиот систем, се надевавме дека влагаме во плурализам, во политички систем, плуралистички, повеќе партијски, пазарна економија, приватна собственост, и сме мислеле дека со тоа дефинитивно тргнуваме во еден пат позитивно движење и ни било тоа и идеал предходно. Меѓутоа сведочиме денеска дека сето тоа не било доволно, нити сме били во право што сме очекувале. Македонија, кога требаше да ги преземе овие чекори на осамостојување, поготово монетарната власт, може го спомнуваат се, да имаат резерви, девизни резерви од само 42 милиона долари во тоа време. Па сепак луѓето се надевале дека сето тоа ќе биде во нареден период, ќе се движиме во правилна и позитивна насока. Бидејќи повод за овај настап е 50 годишнината од монетарното осамостојување на државата и воведувањето на денарот како национална валута, ред е, и сакам да истакнам и улогата и значењето на актуелниот тим, раководен на Народна банка на Македонија, на чело со гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска, што успешно се справуваат со предизвиците предизвикани од тешката економска криза во земјата и во светот. За јавноста, позитивно се примати низините одмерени, внимателни и правовремени јавни настапи, што е карактеристика нејзина, што впрочем е и вообичаено и за сите гувернери на националните банки во светот.